вториот дел е уствари од видеото, значи зашто се зафркнав, не знам да го не успеав да го паузирам. Моментот беше значи како стојат луѓе, значи викаат, кажуваат дека човеков нешто не е во ред, паднате доле и тоа се. Уствари се гледа дека човекот или е во некое безсознание, или треба, нели, да е најверојатно на лице место почина или слично. Буквално, значи, никој не кеше да се јави на брза помош или на нешто да викне. Јас, поучена од тоа видеото, меѓу другото, нормално, мислам, и таква сум како личност, али и поучена пред се од тоа видео дека не треба да седиме рамни и мирни, туку треба да реагираме, се јавив на брза помош. Си дојдоа луѓето и ми објаснав кај се наоѓа местото, значи, каде е човекот, каде лежи, колку време и тоа се. И фино лепо си дојда ваква служба, си дојда полицајци, па после полицајците викна брза помош, така нешто беше. И случајот фактички се реши. Односно што беше понатаму, точно не знам, меѓутоа сепак нели не остана така. Затоа уствари меѓу другото и правам видео, значи да можам колку можам уствари јас сама како личност да направам промена у таа насока, да земеме малкуцка, да бидеме по не толку мртва природа како што сме. Туку ако видиме нешто што не е во ред во околина, да изреагираме. Тие луѓе таму што стоеле покрај Денис во моментот кога го млателе, значи, да рекле, ја да сум била, ало, чекај малце, па немој, значи, или слично да изреагирале на некој начин. Може би затоа искрено пред како си размислував, кога пред да почнам да го снимам видео, си размислувам онака дека животот, за жал или за среќа, немав многу некој си буен и бурен клубски живот, знаеш, да излегам по дискотеки, да идам по клубови, да се шетам, ова и тоа све, и може би тоа е губава предност за мене, затоа што кој знае што ќе ми се случило ако сум, ја може ќе сум се нашла така како што сум смотана, гарант ќе сум се нашла у некоја ситуација животозагрозувачка. И ова што сакав на крајот да го кажам, да го споделам во врска со ситуацијава за Денис, општо, значи, по коментари што ги читам цели 2-3 дена, нели, за ситуацијава, е дека општеството наше е буквално под секој крах, уствари, не е крахирано, него е под секој крах, секој поглед. Значи, она што сакав да го потенцирам на крајот од видеото, поентава на видеото ми е дека мислам дека ние како луѓе кои што сме постари, позрели, кои што кажуваме дека сме така, да речем, повеќе по моралните вредности или слично, мислам дека малце многу повеќе треба да се ангажираме. Значи, многу повеќе треба да се ангажираме ние, барем ние повозрастните, за да можеме некако да оставиме барем нешто од нас во животот понатаму. Не само да изродиме деца и тоа све, него малце повеќе да се ангажираме и преку повише ангажирање, мене лично, например, ми текнува, например, на некако да можеме, ако кажам веронаука да имаме повеќе, некој тоа погрешно го разбира. За жал, некој под поимите веронаука, верско образование и слично, разбира некои, да речем, погрешни ги разбира тие поими, погрешно го толкува сето тоа. Јас, например, под веронаука подразбирам, да речем, едноставно држање предавање, да речеме, за љубов, за почит према другиот, значи, да му направиш да му е добро на другиот, да ги исполниш заповедите. Мислам дека, сакам да кажам на тоа мислам. И мислам дека како мајки, како жени и како, така да речем, како верници, мислам дека треба малкуцка да си ги засукаме ракавите, да си го испутиме газот, малце повеќе да се трудиме, затоа што злото е многу јако, злото зазема огромен замав,
а ние така да речем дури само нешто така цврцкаме, кукаме и слично, не правиме ништо. Можеби во иднина, ако се погоди да ми се склопат темите, можеби во иднина ќе направам некое видео за од верски аспект. Од верски аспект. Ева, например, сега конкретно нели сме во Великденскиот пост. Значи, што тоа значи крстот Христов, крстовото распитие, неговата жртва, како тоа во нашиот живот значи треба да се спроведе, какво значење ќе има, каква вредност ќе има, како на тој начин ќе си ги на некој начин спасиме, да кажем, нашите деца од разноразни џганови кои што сакаат само да убиваат и да прават глупости и така натаму, значи на тоа мислам. Би сакала така едно видео во нареден пат да направам веројатно од таа тематика. Па ако не наоѓам веронаука у нашиве цркви овдека, ако гледам дека можеби луѓето и немаат време, немаат начин како што можеби ја да се фатам вака да засукам ракавите да почнам да избацувам верска содржина на YouTube. Не знам, ако некој го види видео, ако мисли дека е интересно или слично, нека ми искоментира доле, нека ми каже не е тоа лошо или слично, или ако некој исто така е, да речем, од НСВ, од која што сум јас, односно од Бутел, нека ми пише, нека каже Снеже, дај да се организираме, да направиме нешто, пошто сепак тоа што го правиме е сепак пред се и над се за нашите деца, па и за нас самите. Тоа. Чао, се лајкуваме, се гледаме, се сабскрајбаме, се тоа се, нема врска. Чао, лека ноќ на сите и се гледаме во некое наредно видео.